Добар ден и срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин, во кое ви подготвивме интересен колаж од многу интересни содржини. Како што се доближува крајот на годината, се сумираат резултатите од тековната. Така и Ауто без жирито веќе работи на проценка и на оценување на 5 финалисти. Во првиот прилог на Автомагазин на денешното издание ќе ве запознаеме со 5 финалисти за титулата Best Buy Car во Европа, која ќе ја донесат членови од 31 земја членка на ова влијателно и најголемо европско жири. Членовите на Ауто без жирито ги чека напорна есен. 5 интересни финалисти годинава ќе се надпреваруваат кој повеќе ја заслужува Best Buy титулата. Колоната по абецеден ред ја предводи новиот Citroen C3, со кој французите ги враќаат исконските карактеристики на марката. Провокативниот дизајн настанат под влијание на C4 Picasso и Cactus е само еден од нив. Тенката маска и двата пара светла на предниот дел не дозволуваат C3 да се помеша со нешто друго. Силуетата, подпишана со Airbump заштитните панели и заоблениот заден дел, создаваат складна целина пријателска за око. И внатрешноста е темелно преработена и исполнета со трендовски посакуваните технологии. Трите дизел и двата бензински мотори се познатите семејни агрегати со 3 и 4 цилиндри, сите од најновата генерација. Малку поголем во габаритите, Citroen C3 ќе се нуди во мноштво колоритни комбинации и голем број можности за персонализација. Дека Ауто без победникот треба да биде најдобра понуда за европските купувачи, ќе се обиде да докаже вториот француски финалист Peugeot 3008. Со сосема нов изглед и концепција, тој сега е прераспределен во кросовер сегментот. Замислен како вистинско пакување за исполнување на желбите на купувачите, 3008 ја предводи марката кон новата пазарна стратегија. Голем чекор представува и имплементирањето на iCockpit пристапот во организирањето на внатрешноста. Нејзината моноволуменска просторност е задржана, исто како и флексибилноста. Новата платформа штеди 100 килограми, а за возната динамика ќе бидат задолжени пар PureTech и 2 пара Blue HDI мотори. Најмалиот има 1,2 литри работна зафатнина, а најсилниот 180 коњи. Ке ги задвижуваат само предните тркала со помош на електроника која симулира 4x4 погон. Треба да очекуваме и хибридна верзија со електромотор на задните тркала. За разлика од него, корејскиот кандидат за Ауто без признанието Kia Niro е чисто кривен хибрид и постои само како таков. Друг погонски агрегат не е предвиден. Како идеја, на изглед малку преамбициозна и радикална, целта на неговите креатори е да понудат нешто што нема да се наметнува на купувачите. Како со технологиите, така и со дизајнот. Затоа и наликува на сосема обично спортско корисно возило без никакви стилски детали кои би откриле што ги задвижува неговите тркала, но само предните и бензинскиот и електромоторот своите заеднички 146 конјски сили ги испраќаат на нив. Тоа и не треба толку да чуди, бидејќи Niro според големината е позициониран меѓу Soul и Sportage. И според цената не се разликува многу. Клучен услов да се стане Ауто без финалист е возилото да не биде поскапо од 20.000 евра без давачки. Хибриден погон ќе има и Toyota CHR. Освен со него, малиот јапонски кросовер кој ќе се произведува во Турција ќе биде понуден уште и со 2 бензински мотори. Ке има тешка задача да ги разбие батериите и со тоа не само пазарните, туку и оние во сопствената куќа. Затоа и се толкува како храбар потек на традиционално настроениот јапонски производител. Посебно во дизајнот со кој ќе се трасира дел од идните насоки за развој. Радикално различните линии од оние на кои сме навикнале кај марката вешто се извлечени, а површините сериозно замазнети. Колку ќе ги пленат членовите на Ауто без жирито, ќе дознаеме откако ќе бидат сумирани резултатите од нивното гласање. Дизајнот и новите технологии се едни од вкупно 13 критериуми според кои тие ги оценуваат финалистите.
Нивната одлука во голема мерка ќе биде базирана и на споредбените тестирања на патеката Ваирано Италија, кои важат за едни од најрелевантните и најкомплексните. Со тој предизвик годинава ќе се соочи и Сеат Алтека. Со своите карактеристики, првиот шпански кросовер ќе треба да го оправда своето појавување како пред купувачите, така и пред високиот менеджмент на Volkswagen групата. Долго очекуван и желно посакуван, тој ќе го стори тоа со препознатливите линии верни на дизајнерското изразување на марката. Меѓу предностите што му ги носи напредната платформа на која е базиран е и големиот избор погонски агрегати. Меѓу нив е и малиот еднолитарски трицилиндричен турбомотор, следен со уште еден бензинец и 3 дизела. Атека пионерски ќе го поведе шпанскиот производител низ новите пазарни пространства со опционалниот погон на сите тркала. Картите се фрлени, а први нив ќе ги погледнат представниците на 31 европска земја, колку што членови сега брои Ауто без жирито. Своите аргументи пред нив ќе ги вкрстат 5 годинешни финалисти, од кои 4 се спортско корисни возила, а имаме и 2 хибриди. Веќе самото тоа покажува во каква насока се движи иднината на автомобилската индустрија. Кој како Ауто без лауреат ќе ја предводи, ќе дознаеме на 15 декември. Свртете нов лист и стартувајте ја најсилната емоција. Засилете ги вашите очекувања. Очекувајте активирање на сите сетила. И забрзајте кон новата инспирација. Поставете го сигурносниот појас. Полетуваме. Новиот Kia Sportage. Моќно привлечен. Kia Motors Македонија. Новиот Peugeot 2008, создаден да совлада се. Богато опремен, за 175 евра месечно. Сакате да знаете како создадовме совршен сопатник за вашите авантури? Ставивме моќен мотор од 197 коњски сили, елегантен дизајн кој го позајмивме од иднината и удобност која земавме од вашата дневна соба. А замислете да може да работи и на струја. Епа може! Еве вака звучи хибридниот мотор. Возете и вие RAV4 хибрид за 29.990 евра или RAV4 дизел за 25.990 евра. На вистина му нема рамен. Toyota, always a better way. Новото Ford Mondeo со динамични предни LED светла. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина. Горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив цвер. И токму во оваа
спротивност лежи безпрекорниот вкус. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува домаќинско осигурување, патничко и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. За разлика од автомобилите, камионите бавно се менуваат. Ивеко реши да го забрза процесот и го представи концептот едноставно означен со буквата З. Восхитувајќи се на футуристичките линии, многумина во него веднаш го препознаа наследникот на Стралис. Но цел на италијанците не беше промовирање на нов дизајн, туку на технологиите што ги развиваат. Своите идеи тие ги заштитија со вкупно 29 патенти, кои во наредните години ќе се воведуваат во гамата. Намерата е до 2030 година да се направи камион со нула емисии издувни гасови. Спротивно на трендовите, погонот нема да биде електричен, туку на биогаз. Оптимизираната технологија за негово согорување ќе биде дополнета и со автономни својства со цел намалување на стресот на возачите и бројот на несреќи на патиштата. Откако се измислени па се до ден денеска, часовниците не се само инструмент за мерење на времето, туку представуваат и статусни символи. Индустријата на часовникарството се развива со огромна брзина, а Автомагазин ќе се фокусира и на часовниците од ова издание па понатаму. Дилемата е секогаш голема. Дали да се купи скап, ефтин часовник, дали да се купи механички или пак кварцин часовник, има прашања мал милион. А ние во Автомагазин од денеска ќе се обидеме што подобро да ве запознаеме со часовниците и да ви дадеме што подобар совет за идна набавка на некој часовник. Hello, my name is Kalyan Stoyanov. I'm a Swiss trained watchmaker, trained by Breguet, Blancpain, Cartier, Parmigiani, and I'm a consultant of Автомагазин for watches and timepieces. Today we would like to show you a little bit more of the watch business, why it's necessary to have a watch, and why it's good to invest in watches in these days. There's a lot of different type of watches and different prices. First of all the owners must know that when they spend more or less the money they can offer for a watch, it doesn't matter that in the future they need to invest a little bit more. So if you buy a watch for 100 or 1000, for both of them you need to take care of it. First type of watch I would like to show is the quartz watches. They're working with batteries. The good thing in that watches is they're very accurate and you don't need to invest a lot. So you have the time, but you don't have the craftsmanship of a Swiss mechanical watch. Поради едноставниот, издржливиот и ефтиниот механизам, собствениците не треба многу да се грижат за кварцните часовници. Тие се погодни да се употребуваат при спортски активности во секојдневието и во услови на големи осцилации на температурата. Најчесто кај овие часовници интервенциите се замена на батериите или целиот механизам. If you'd like to have a Swiss mechanical watch, you would like to prepare yourself with a little bit more investment, but there is the passion inside of the mechanical watch. Поради комплексноста на механизмот кај механичките часовници, без оглед дали се автоматски или на навивање, не се погодни за исползување во ситуации кога има зголемени и чести вибрации на магнетизирана околина или потреси.
Овие влијанија негативно се одразуваат на механизмот и можат да го донесат во фаза на замор на елементите. За механичките часовници сопственикот треба повеќе да се грижи за нивното одржување, чии сервисни интервали се најмногу на 4 години. The value of the watch is the craftsmanship that it has inside. And this craftsmanship and details inside must be kept for the next generation. And this keep the value of the watch. Поминаа 40 години од премиерата на Golf GTI. Поминаа 40 дена од представувањето на интересниот концепт Citroen C Experience, а веќе 25 години Honda CBR 1000 RR господари на асфалтот. Во следните неколку минути ќе бидете запознаени токму со овие три великани на своето поле. Во очекување на фейслифтингот на седмата генерација на Golf, Volkswagen не подсети зошто легендата стана легенда. Причини има повеќе, а една од поважните се крие за трите магични букви GTI. Појавувајќи се пред повеќе од 4 децении, првиот Golf со оваа ознака започна една нова автомото епоха. Дотогаш сосема непознати ваквите возила со вишок коњски сили станаа символ на престиж меѓу производителите. Првиот Golf GTI ги имаше 110, сосема доволни за неговата тежина од околу 800 килограми. Неговиот нагласен спортски карактер инстантно го лансираше меѓу звездите каде остана сето ова време благодарејќи на постојаната еволуција. И сега, после 4 децении, GTI верзијата на Golf е најрепрезентативна и најдобро позната изведба на европскиот бестселер. Заслугата да се создаде успешниот концепт на компактен спортски автомобил лежи едноставно во обезбедувањето спортски возни својства без да се наруши секојдневната практичност. Затоа и Golf GTI денес е на располагање во верзии со 3 и 5 врати и повеќе варијанти на дволитарскиот турбомотор. Најсилната има 310 коњи, кои не се врв во понудата во оваа класа. Не ни треба затоа што Golf GTI е тој што ги поставува стандардите, а останатите треба да го следат. Колку успешно си знаат тие самите. Визуелно, Golf GTI се разликува од стандардните изведби по својот поостар изглед. Во моментите, додека ја чекаме обновената верзија на седмата генерација на Golf, се зборува дека таа ќе го добие истиот дизајн. Ако е така, прашањето е што во иднина треба да очекуваме од Golf GTI. Одговорот ќе го дознаеме во месецот што следи, но во едно сме сигурни. Каков и да биде, Golf GTI ќе остане она што е – легенда на тркало. Новиот концепт на Citroen со ознака C Experience изгледа како да е направен да ги крши воспоставените правила, но само тугите. Тој во целост го покажува историски стекнатиот капацитет на марката да се биде свој, различен од се вообичаено. Безгрижно и исклучителен, уште на прв поглед се сваќа дека овој концепт е дело на Citroen. Со своите раскошни, но сепак воздржани линии и не може да биде ништо друго. Докажани многу пати, француските дизајнери како со еден поттег успеаат да ги вметнат обележјата на марката во современото пакување. Впрочем, тоа и беше намерата, да се демонстрира способноста за трансфер на тековниот дизајнерски пристап во нови димензии. Впечатливата силуета е украсена со бројни футуристички стилски детали, меѓу кои и камерите место ретровизори. Како и што се очекува од еден Citroen со ваква големина, вистинското е во внатрешноста. Инспирирана од светот на архитектурата и мебелот, таа дише со мешавина на чист дизајн, премиум материјали и врвни технологии. Задните врати, кои се отвораат спротивно од правецот на возењето и недостатокот на централниот столб, дополнително го нагласуваат чувството на просторност. Секако поганот на C Experience е хибриден. Техничката посластица е и 8-степениот менувач монтиран попречно меѓу бензинскиот и електромоторот.
но бидејќи веќе длабоко завлеговме во сферата на футуризмот, ке запреме тука. Една бројка и многу букви, тоа е ознаката на новитетот на Honda кој ги фрла на колена фановите на две тркала. За нас другите веќе бројката кажува доволно, но за нив буквите се она што е поважно. Плюс на се во мешавината букви и бројки треба да додадеме и дека Honda подготви уште две верзии на своето мезимче. Дополнително класификувани како SP и SP2, тие се само екстра острење на огненото сечило на јапонскиот производител. Но и без нив, гледајќи го CBR 1000RR Fireblade за новата моделска година, сваќаме дека и верката не паѓа далеку од кладата. Примерот посебно важи за светот на моторциклите, каде и иверки и клади може да се избројат на прсти. Базиран на докажаниот спортист кој пустоши низ MotoGP шампионатот, најновата варијација на моделот на Honda ја имаше својата огнена премиера пред 7 генерации. Отогаш се унапредува исклучиво само на еволутивен правец, кој годинава му донесе нови квалитети. Прецизните технички податоци велат за подобрување на односот сили на тежина за 14%. Импресивната бројка која ги фрла на колена сите е добиена со плюс 11 конски сили и минус 15 килограми. Или, поинаку кажано, на 195 килограми негова тежина на располагање им се 192 конски сили. Во согласно со тоа облагородено е полуактивното Олинс ослонување, како и бројните електроники кои помагаат без да се знае за тоа. За изминатите 25 години CBR 1000RR доживеа многу еволутивни измени, но во основа остана исто што и беше пред четврт век. Прецизно избалансиран моторцикл кој извонредно се однесува како на отворен пат, така и на тркачка патека. Физички помал и многу поагилен отколку кај актуелната конкуренција. 4-цилиндричниот ударен ешалон на Honda во целост ги оправдува очекувањата, па и повеќе од тоа. Согласно усталената практика не се објавуваат бројки за перформансите, но тие секако се брутално искрени. Пред се во забрзувањето и запирањето. Која максимална брзина и да наведеме ќе биде млака за неофицијално достапните податоци кои често надминуваат 300 км на час. Би било добро кога би можеле сите позитивни импресии за Fireblade да ги споменеме, но тоа едноставно не оди така. Треба да се седне на него и да се сврти до 13.000 вртежи во минута, и тоа во сите степени на пренос. А тоа пак е привилегија само на избраните кои можат да се носат со него, односно оние кои можат да избројат 18,5 до 25.000 евра, колку што чини во зависност од верзијата. Неколку месеци пред почетокот на календарската нова година, производителите ги покажуваат своите модели кои ќе бидат адути во 2017 година. Mazda не е различна од нив. Ја покажа новата моделска година на моделот 6 лимузина, која покажа дека јапонските возила може да бидат и возбудливи. За 2017-та Mazda 6 не нуди големи промени во изгледот, но испод низината кожа, испод каросеријата нуди интересни системи кои возењето ќе го претворат не само во уживање, туку и ќе овозможат многу подинамично чувство за управувачот. Автомагазин беше во Барселона да ја проба новата генерација на Mazda 6 и еве го нашиот рапорт од таму. Последната генерација на Mazda 6 се наметна како еден од најсериозните производи во својот сегмент. За јапонците тоа како да не е доволно, па одлучија уште да ја подобрат. Скоро незабележителните затегнувања на изгледот проткаени се со функционални решенија, а за истата цена се добива G-Vectoring Control системот чија работа сериозно ги потенцира возните својства.
На горната линија по која се движи Mazda на европскиот и светскиот пазар се должи на повеќе елементи. Сериозното свртување кон дизајнерските решенија не само што ја издвојуваат од милето на прагматичност типична за јапонските марки, туку ја лансираа меѓу емотивно обликувани возила. Таквата препознатливост е својствена за европските, повеќе за италијанските возила, но Mazda успеа да се етаблира во тоа друштво. Ориентиран кон човекот, таквиот пристап во таборот на марката од Хирошима го нарекуваат Jinba Itai, што е идиом кој го означува единството или синхронизираноста помеѓу јавачот и коњот. За да се постигне тоа, направени се фини дотерувања на технологиите врз кои се темели успехот на Mazda. А тие се обединети под поимот Sky Active и ги опфаќаат сите сегменти на возилото. Смалувањето на тежината на целиот автомобил проследена со подобрувањата во подпирањето, намелувањето на штетните издувни гасови, збогатувањето на опременоста со системи кои го олеснуваат возењето, па се до зголемувањето на активната и пасивната безбедност, се елементи кои ја сочинуваат новата Mazda 6. Видливите зафати може да се набројат на прсти. Подобрена е графиката на инструмент таблата, head-up дисплејот сега е во боја, ретровизорите се преклопуваат при заклучување на возилото и светлата добија појасни снопови. Толку околу видливите елементи. Сепак, најголемите модификации се направени да не се гледаат, но возачот и патниците јасно да ги почувствуваат. Во гамата на популарните кај нас дизели е постигнато потивко работење и смалување на вибрациите кои се изразени токму кај дизелските мотори. Дотерувањето на главата на клиповите овозможи подобро согорување на горивото и стварање на помали вибрации и звуци при циклусот. Силата остана иста, односно 150 и 175 коњи. Во дводневните возења подобрувањата можеа да се почувствуваат во пракса и тоа на најдобар можен начин. Тест рутата беше избрана да изобилува со свиоци каде се вкупниот склоп на елементи доаѓа до израз. На почетокот го споменавме G-Vectoring Control системот. Тој не е ништо ново во светот на автомобилите, но начинот и едноставноста на кој функционира во Mazda 6 е за секоја пофалба. Навидум едноставно решение кое по пат на веќе вградената електроника и софтвер го олеснува возењето, а престојот во автомобилот го прави далеку поудобен за сите присутни. Со помош на сензори, овој систем го адаптира испорачувањето на силата на моторот во зависност од аголот на тркалата за да се добие ефективно оптоварување на вистинското тркало. Со комбинација на инерцијата која се јавува, оптоварувањето се префрла на предните или задните тркала, со што се добива оптимално прилепување на тркалата со подлогата. Ваквата комбинација со мониторингот на работата на моторот и воланот дава фантастични резултати. Возилото се однесува токму онака како возачот очекува да се однесува. Минимизирани се корекциите во управувањето, а од тоа не профитира само управливоста, туку и удобноста. G-Vectoring Control системот ќе биде сериски вградуван во сите изведби на Mazda 6 и Mazda 3 и што е најинтересно, тој нема да ја зголеми цената. Покрај наведените подобрувања во караванската изведба ќе се вградува новиот погон на сите тркала на Mazda, чие работење е усовршено. Со оваквото концепирање Mazda 6 станува еден од најсериозните играчи во средната класа. Зголемениот гаранцијски интервал, атрактивниот изглед, проверениот квалитет, како и задржувањето на цените прават подновената Mazda 6 да остане во фокусот на интерес на купувачите. Оваа верзија на домашниот пазар ја очекуваме во скора иднина.